Драги браќа и сестри македонци, ви се обраќам за да ви ги представам насоките на нашата организација Родина и нејзината програма во делот за државна администрација. Поставување на посебна македонска државна администрација е една од најважните цели на Родина во својот стремеж да се надминат слабостите на нашата заедничка татковина Македонија, која се влечат со декади наназад. Програмата на Родина содржи многу важни цели и стратегии, но скоро секоја од нив на еден или друг начин е зависела од административниот потенцијал на Македонија. Затоа ни треба функционална и народна структура која ќе го врати не само редот и правдата, туку и довербата во нашите заеднички институции. Прво нешто за Родина и како оваа област се вклопува во нејзината програма. Родина верува во способноста на македонскиот народ да ја управува својата држава според својата суверена волја и во своја корист. При тоа, таквиот нејзин пристап е можен и единствено доколку народот се придржува кон своите изворни принципи и вредности. Сувереноста доаѓа со одговорност да се постапи изворно и сходно на своите посебности. Во Родина, ние сметаме дека првиот чекор кон вистински суверена држава на македонскиот народ неминовно мора да помине преку народна преродба и враќање на државата во рацете на народот. Почнуваме со ситуација во која македонскиот народ не е во контрола над својата земја, а Родина се стреми да го покаже вистинскиот пат за враќање на таа контрола или она што последно време го нарекуваме редржавизација. Една од поидовните точки на иницијативата Родина е македонизмот. Не се работи само за патриотско движење кое има за цел да се зајакне и заштити македонската нација, иако тоа е основна цел, туку за движење кое нуди решение за нашата и други нации кои го прифаќаат македонизмот како правец на живење со своите изворни вредности. Ние веруваме дека македонизмот, кој ги влече своите корени од нашата долга историја, е цивилизацијска основа за новиот свет што доаѓа. Тоа ни дава можност да зборуваме за човечки придобивки, традиционални вредности, колективна права на народите, етика во работењето, заштита на културата и низа други вредности, без при тоа да зборуваме за одредена идеологија. Во таа смисла, Родина може да биде организирана како движење, начин на размислување, политичка партија и така натака. Во одреден момент, таа ќе го искористи своето широко поле на дејствување. Припадниците на Родина се придржуваат на принципот на праведност во законите, каде што сите се еднакви и дел од една целина, дел од истиот род. Родина верува во сервис кон народот и општото добро. Ете тоа е вовед во оваа кратка презентација со која би ги изложил размислувањата, целите и начинот на спроведување на една од најважните структурни целини во секоја државотворност на еден народ, а тоа е размислувањето за унапредување и реформирање на државната администрација или бирократија. Да почнеме од проблемите со нашата сегашна државна администрација. Темелна реформа на државната администрација е само еден дел од стратегијата на Родина за редржавизација. До сега сме потрошиле или изгубиле енормно многу време, енергија и човечки потенцијал во уредувањето од администрацијата. Факт е дека таа администрација не функционира како што треба. Процедурите за барање на граѓаните се нелогични, зависат од потписи на повисоки чиновници, тие се прескапи. Резултатите на многуте документи, изводи, елаборати не ги решаваат проблемите до крај и оставаат недоречености да се решаваат за подоцна. Законите како оние за рокови за остварување на барањата не се почитуваат. Административците несметано и без последица ги кршат роковите, а со тоа и законот. Митото и корупцијата не се згаснати ни после 30 години независност. Се чека на европски решенија кои постојат само на хартија. Тие во оваа република не се справедливи. Со тоа администрацијата во Македонија го доведува општеството во очајна позиција на подчинетост, збунетост и пред се фрустрација. Трето, администрацијата привлекува, ги врзува при себе големиот дел на продуктивната работна сила, без при тоа да служи на општеството во вистинска смисла. Тие ресурси се потребни на друго место, а пред се во приватниот сектор. Четврто, администрацијата се покажа како извор на политички парализи во државата. Сето ова не е дозволиво и ние мора да го решиме како клучна стратешка цел. Исто така, администрацијата во Македонија е символ на недозволива моќ над граѓанството. Со еден збор,
државната администрација е извор на многу од нашите национални неволји. Решувањето на овој горлив проблем е клучот за средување на многуте други сектори во државата. Со уверување дека мотивацијата за несовесното, недомаќинско и немакедонско однесување на администрацијата се подчинетоста на надворешни или ненародни интереси, прочистувањето на институциите од носителите на овие дејствија е дел од основните програмски цели на Родина. Основна цел пак е поставување на ефикасна државна администрација со здрав менталитет. Иако во целта се наведува дека се бара драстично смилување на администрацијата, тоа не е цел сама по себе, туку начин тоа да се сведе на нормални рамки за држава со нашата големина. Ефикасноста бара соодветен квалитет и бројност на администрацијата, не специфично мала администрација. Родина се придвижува кон се поконкретни програмски цели. Државната администрација би можело лесно да биде центар на вниманието ако сакаме да постигнеме подобар резултат во сите области. Како би се организирал подобар политички систем, одбрана на татковината, социјално згрижување или било која општествена цел, доколку немаме ефикасна и квалитетна администрација, тоа не е возможно. Накратко, за природата на тоа што се нарекува државна администрација. Администрацијата е исто што и бирократија, затоа што е збир на луѓе кои имаат заедничка цел на делување. Тоа е по дефиниција. При тоа мора да подсетиме дека бирократијата е вистинската влада. Тоа е во смисол дека таа влада со која имаме допир, од која зависат нашите секојдневни потреби, која може да помогне на суптилен или многу реален начин да сме едно општество и да имаме еднаквост. Ние не ги гледаме големите институции на власт, тие се абстракција за нас, во повеќето од нашите животи, но затоа ги гледаме, сме помогнати или сме фрустрирани со она што е администрација или што дури и погрбно го нарекуваме бирократија. Со други зборови, тоа е малото столче пред нас, на шалтер и слично. Не смееме да заборавиме дека бирократијата како организација, како механизам и како целина има собственик. Без собственик таа нема смисла, е слепа за било кого и живее самата за себе, без при тоа да дава некаков резултат. Собственик е онај што ја контролира, а тоа во демократијата и република каква што би требало да биде Македонија сме ние самите. Народот мора да ја контролира својата бирократија, мора да инсистираме на институции кои ја пренесуваат нашата волја за администрацијата. Тоа е принцип кој Родина администрацијата им служи на народот. Од организацијска гледна точка, администрацијата е рационален начин на организирање на државата. Без администрација сме изложени на хаотичен период и приод кон државотворност со далеку негативни последици. Говорев дека државната администрација во Македонија не функционална. Зарем тоа не доведе до превземање на државата од страна на разни политички структури или партии? Дали здравата државна администрација ќе дозволеше државата да биде алатка на богатите и алчни политичари? Франција, во својата пета република, по политичко уредување, без при тоа француското општество да биде урнато на колена. Кога администрацијата си ја работи својата работа, политичарите се само декор на таа држава. Макс Вебер, социолог, е добро познат поради неговите погледи на тоа како функционира добра бирократија. Таа има командна структура која не е воена, но во која има хиерархија. Како и во секоја одбранбена организација, каква што е армијата, администрацијата има свој извршен врв начело со врвен бирократ. Авторитетот не е своеволен и не се појавува во пониските слоеви на администрацијата. Има кадија над кадијата кој работи за народот. Поврзаноста во целите и во делувањето се остварува преку специјализација, формални правила, јасни за сите, па и за народот, и дефинирани цели. Во Македонија е важно да се работи отворено, но и воопшто добро. Приватните интереси во бирократијата не се прифатливи. Ако нема санкции за остварување на приватни цели, бирократијата не функционира и нема кредибилитет да биде од корист. Произволни одлуки, дејствување и размислување немаат место во ефикасна администрација. Секое дејство или одлука мора да има логична, формално правна и етична основа. Една од најтешките задачи за ефикасна администрација е спојот на супериорноста на интелектот и интелигенцијата со барање административците да бидат покорни,
честни и да работат без надомест по корист на општото добро и на народот. Родина верува дека администрацијата во која ќе бидат ангажирани високо квалифицирани и интелигентни луѓе ќе биде администрација во која се цени општото добро пред личната корист. Мора да има квалитет, да знае кој што работи и да го работи вредно и навремено. При тоа етичките вредности, транспарентноста и отчетот се вредности кои треба да бидат присутни насекаде. Овие карактеристики ќе мора да ги научиме, да ги почитуваме, наградуваме и да ги живееме. Се почнува од нас самите. Контролорот на администрацијата не треба да бидат само чиновниците, туку и самиот народ. Народот не треба да има пречки во спречување на корупција, мито и несовесно работење. Работиме на зборови кои не ги живееме и не ги спроведуваме. Седе додека тоа е така, тоа не е во наша свест. Не можеме да излеземе не само од овие административни проблеми, туку и од подлабоките проблеми во државата. Оваа слика го представува предизвикот. Администрацијата треба да работи за народот, а не за шефовите кои добиваат задачи од партиите. Треба да се разграничи со тие врски и да се воспостави врска помеѓу народот и администрацијата. Бирократијата не мора и не може да се укине, или да се оневозможи нејзиното делување или постоење. Ако имаме држава, имаме и администрација. Она што е потребно е да се воспостави контрола над администрацијата од страна на народот преку народни институции. Прв чекор е да се направи ревизија на опфатот на работата која е доверена и да се одреди соодветниот број државни службеници. Тука да наведеме неколку пречки кои треба да ги надминеме и кои се карактеристични за сите бирократии, не само македонската. Првата е отпор кон промените во општеството и улогата која е доделена. Бирократијата, како и народот, мора да ги дознае важностите на својата секојдневна задача и мора да биде обучена за својата работа. Отвореност кон јавноста за својата работа е препознатлив квалитет. Терминот кој често се користи за државна администрација е јавна администрација. Бирократијата е инертен систем што се покренува и се менува со постепен привисок, работите да се изменат. Конечно, постои недостаток на доверба спрема бирократијата и меѓу припадниците на бирократијата. Тоа може да се менува, но е спора промена и зависи од сите нас. Од предностите кои би можеле да ги искористиме за Македонија, знаеме дека имаме мала земја која може да издржи соодветен број на административни службеници. Исто така, образованието ни дозволува да се концентрираме на административни кадри. Може би треба да се оформи образовен институт, каде што секој активен или иден службеник би морал да го помине за да има привилегија да биде дел од администрацијата. Ние не почнуваме од почеток. Во бившата државна администрација учествувале многу бројни македонски службеници. Тоа искуство може да биде извор на најдобри пракси за новата администрација. Ние знаеме како треба да се работи, само да имаме волја да го смениме нашиот приод, со нагласок на она што го спомнав како квалитет, квантитет, навременост, етика и народниот интерес. Овде ќе издвоиме неколку мерки во кои се во програмата на Родина за реформа во државната администрација. Таа реформа вклучува одбирање на агенции, институции и така натака без дуплицирање на работата. Професионализација на работните места и позиции со отворена врата кон сите македонци, оние што живеат кај нас во Македонија и оние што се во странство, а кои би се вратиле да придонесат за развојот на општеството. Родина активно ќе пристапи кон менувањето на менталитетот на администрацијата и ќе ја преориентира кон својот народ. Воведување на модерен финансиски контролорски систем ќе биде еден од најважните промени кои се планирани за администрацијата. Партиската припадност ќе биде не само изземена од критериумот за вработување и унапредување, туку ќе биде оневозможено таа да делува како дел од партија. Политиката ќе биде отстранета од сите нивоа на администрација. Врвните администратори при министерствата ќе бидат бирани со посебен систем, а нивната работа ќе биде регулирана со посебен закон. Шефот на заменик министрите ќе биде врвен администратор или тело кое ќе биде во склоп на администрацијата. Финансирањето, трошењето на администрацијата ќе биде уредено со најстрог и најтранспарентен закон и регулација. Администрацијата ќе има одреден број административни функции,
работни места кои ќе бидат пополнувани, но нема да има луѓе без претходно етаблирано работно место во скоп на специфичен хиерархиски административен систем. За крај, паролата на Родина е да служи на народот, а најдобрите од народот да служат во прв ред. Целта е праведен поредок. Веруваме дека доколку го имаме, ќе има и просперитет во сите области. Благодарам.